Во понеделник православните христијани го празнуваат христијанскиот празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите. Но овој ден се закројуваат лозијата со верување за наредната година да биде родна. Многу христијани овој ден го сметаат и за ден на љубителите на алкохолот. Од православниот црковен храм Свети Великомаченик Ѓорги укажаа на тоа како правилно се празнува овој ден. Светата православна црква го чествува споменот на светиот Великомаченик Трифун, човек кој што со својот живот, со својата цврста вера посведочил за вистинската вера во нашиот Господ и Спасител Исус Христос, но еден светител, еден лик кој што со него се поврзани многу култови кои што застрануваат малку од она учење кој што го учи православната црква. Знаеме дека по некоја традиција оставена од нашите предци на овој ден се закројуваат лозите и се бара од Бога заштита, нели секако богат род. Но знаејќи од она што се случува во практика, многумина од оние кои што ги закрувуваат своите лозија, нивната прослава, така наречена, знаат да помине и во пиенка, во некое недолично православно учење. Апелираме сите оние кои што нели се собираат, доколку сакаат вистински да го чествуваат ликот на Светиот Трифун, сето тоа да го прават достоинствено, нели нормално е да се закројуваат, да се бара помош од Бога, но не да се минуваат оние црвени линии на едно нормално, достоинствено христијанско однесување. Од неодамна 14 февруари младите го прославуваат и католичкиот Свети Валентајн, денот на влюбените, зашто отец Димитар Арсовски со објаснување. Исто така на овој ден под влијание на западното капиталистичко општество нели се појави празнувањето на Светиот Валентин, кој што наводно бил, не знам, просветител, човек кој што ја ширал љубовта, наводно тајно ги венчавал оние на кои што бракот бил забранет. Тоа е една измислица која што навистина нема вистина со оно што го чинил додека бил жив, нели, Светиот Валентин, кој што е познат и на православната агиографија. Знаеме дека бил епископ, дека тој навистина во своите писма зборувал за љубовта, но зборувал за љубовта кон Бога, а не на она телесна и еротска љубов која што се пропагира, нели, со денешните така наречени празнувања. И знаеме дека, нели, на овој ден оние кои што се заљубени дават подароци едни на други. Нешто што навистина нема врска со православното предание. Секој ден ни од Бога даден да изразуваме нашата љубов, а и наша христијанска должност е да ги љубиме сите луѓе, не со она, пак ќе речам, телесна и еротска љубов, туку со она чиста, нелицемерна братска љубов која што треба да имаме кој секој христијанин. Празниците Свети Трифун и Свети Валентајн си имаат своја традиција. Кај генерациите, кочанчани го слават, секој на свој начин.